Производителите на пченица од Пелагониско бараат државата според законот да оддели по 5 денари од интервентниот фонд за килограм од купена пченица, со што ќе им се доплати на земјоделците кои што пченицата ја продадоа по само 10, па дури и 9,5 денари за килограм. Ако производната цена е поголема од продажната, тогаш владата може да интервенира со државни средства за да ја ублажи кризната состојба. Земјоделците се сомневаат дека пченицата намерно се откупувала од трговците по оваа ниска цена, за да после одредени поединци и компании ќарат на маката на земјоделците. Ние како здружение го следиме патот на пченицата. Дел се извезе во соседството, дел по гаражите кај земјоделците и дел е складирано кај трговци кои чекаат тендер за државни резерви. Значи, трговците не беа контролирани од никого и ја смалија толку цената за да има поголема разлика за тендерот, да може да си подела ако има тука нешто симптоматично. И има симптоматично сигурно. И истите актери се појавува кога има тендер за стокови резерви. Земјоделците бараат побрза исплата на субвенциите за 2024, пари кои според нив само се ветувале, но никако да стигнат кај земјоделците. Бараат исто така, освен за површина и за семенски материјал, да се исплатат и субвенции по остварен принос. Трето барање значи корекција во програмата за субвенционирање за 2026. Многу има проблематични ставки. Еве, ќе кажам една. Ние есента сеевне по старата програма беше 150 кила по хектар семенски материјал. И сега поднесуваме субвенции, во февруари излезе програмата, по новата програма се бара 200 кг. Значи ние сни поселе. Не можеш ни фискална да најдеш, ни фактура, завршни сметки до нова година, сето е направено. Тоа е еден пример. Има и многу други работи. И четврто барање е да се контролира, да се намали или скроз да се запри увозот на пченица и брашно од Србија. Земјоделците овие 4 барања во писмена форма идната недела ќе ги достават до Министерството за земјоделство.